Во денешното издание на Култ култура мој гостин е Милан Дамјановски, професор на катедрата за англиски јазик и книжевност. Со Дамјановски разговараме за креативниот процес во наставата, за преводната литература, колку можеме да говориме за квалитетни преводи кај нас и дали постои национална стратегија во тој сегмент. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата да разговарам. Деновиве треба да излезе од печат македонскиот превод на романот Ништо од британскиот писател со индиско-пакистанско потекло Ханиф Куреиши, британски романсиер, сценарист и драматург. Претпоставам дека секој процес на преведување е предизвик за вас и се разликува од она што претходно сте го преведувале. Да, секоја книга, секој автор и секоја книга на секој автор си е сам свој предизвик, само своје дело, само свој универзум во кој преведувачот, како и читателот потоа, треба да навлезе, да ги открие убавините и да се разбере успешно, тоа е задача на преведувачот, да успешно да го доведе до крајот. И колку и да е мала оваа книга, да речеме оваа книга не е едно од помалите, тој може да се каже дека е новела, е едно целосно дело, и го имаш истиот предизвик како на пример и романот на Салман Ружди кој преведов Кишот, кој е да речеме 300 и нешто страници, но и двата автори го даваат тој предизвик каде што има мешавина на култури, на нивната култура и со така урбаната култура во која творат, и сето тоа преведувачот треба да го пренесе на еден убав македонски јазик, еден читлив и се разбира да биде во улога на самиот читател и на самиот автор. И кои се клучните аспекти кои во ова дело ги загатнува Ханиф Куреиши? Во ова дело тоа е повеќе една психолошка драма за крајот на животниот пат на еден режисер кој се соочува со својата минливост, смртност, но и со прашањето до кога може да остане релевантен, како во уметноста, така и во собствениот свој живот, и еден вид на пат кон сите искушенија низ кои тој поминува и во кој целата тие во неговото обкружување поминуваат, и е повеќе минуциозна психолошка драма каде што треба да се долови неговиот внатрешен свет, но и светот на останатите ликови кои го обкружуваат, така што овдека требаше да се посвети повеќе време на диалогот, на самите размисли, а да се пренесе и тој еден урбан свет во кој тој живе. Но вие ми споменавте претходно кога разговаравме дека на некој начин Куреиши во ова дело го загатнува и она што подоцна му се случува во животот. Да, тоа е некоја фасцинатно некогаш како авторите сами себе си се преведуваат некои своји премрежија, исто како Салман Рушди, можеби, кој дожива еден обид за атентат, го предвидува тоа некој свој дела. Вој роман Ханиф Куреиши кога го создава пред мислам околу 10 години, тој смета дека е на крајот од својот писателски пат, смета дека тоа ќе биде последен роман, и самиот главен лик е во инвалидска количка. Тоа е, како што реков, на крајот од своите креативни, но и физички капацитети и способности, и на некој начин верувам дека самиот писател мислел дека со тоа ќе заокружи својот авторски пат, но подоцна тоа му се случува каде што тој дожива многу здравствени проблеми и но сепак успева да објави уште еден роман подоцна. Така што тоа е многу интересно, и јас ја видов таа паралела и се обидов и тоа да го, на некој начин тој тон да го пренесам, тоа што би било интересно за сите љубители, а мислам дека ги има многу на неговиот опус во Македонија. И кога преведувате едно дело, дали најчесто тоа е ваш избор или пак е предлог на одредена издавачка куќа? Во овој случај тоа е предлог на издавачката куќа Илили, која исто така претходно ја објави Интимност од истиот писател. На некој начин сакаше да го заокружи тој некој нивна посветеност на Куреиши. И најчесто е тоа избор на издавачките куќи,
особено кога сте помлад преведувач, бидејќи тие го водат изборот на авторите и според нивниот интерес, како интересот на читателите, вие секогаш можете да понудите ваш избор или па да се посветите на одреден автор, но во атмосферата во која сите ние функционираме, најчесто тоа е раководено како од интересот и програмата на издавачите, така и од програмата на конкурсот на Министерството култура, кој е најголем финансиер на издаваштвото во овој момент во нашата држава. И кога ја споменуваме преведувачката дејност, дали можеме да говориме за недостиг на национална стратегија? Што она што се преведува кај нас и за каков квалитет можеме да говориме во преведувачката дејност? Мислам дека како општество, како држава сме имале доста голема традиција и се вложувало во преводот и уште се вложува, но начинот на кој тоа се организира доведува до одредени недостатоци, мани, а некојаш и злоупотреби на системот, така што тој колач најчесто се дели на повеќе парчиња и не секогаш е посветено на проекти кои се од, да речеме, голема важност или да се помогнат, да се запознаат автори кои се важни во одредена книжевност или култура. Така што во тој однос имаме голема продукција на преведување, тоа може да се види во нашите книжари, во нашите библиотеки, може да го погледнете конкурсот. Се разбира, но ве прашувам за квалитетот сега. Квалитетот во таа голема продукција секогаш варира, но секогаш затоа е многу важно и читателите знаат која издавачка куќа посветува доволно внимание и на изборот на авторите, и на изборот на преведувачите. Веќе има и преведувачи кои самите читатели ги следат и имаме навистина големи вознеси, навистина големи успеси во преведувањето. Тоа покажува и наградата Драги, која е... Вие бевте и финалист меѓу финалистите за оваа награда, конкретно за делото 10 раскази од О. Хенри. Тоа не го кажам сам. Да, меѓутоа... само за тоа, да. Благодарам годинавац, навистина имав чест дека мојот превод на 10 раскази на О. Хенри во издание на Светла комора беше меѓу 5 финалисти, но јас сум бил и член на жирито. Минатата година. Пред 2 години и тогаш можев да увидам дека од поголемиот дел од пријавените преводи од страна издавачките кои беа со висок квалитет и мислам дека читателите слободно можеа да ги читат, но во оваа морена продукција секогаш знаат и самите преведувачи, и самите издавачи да земат некои кратенки, да ја користат модерната технологија, но и на некој начин и тоа што нивото на читателското внимание и на читателските стандарди паѓа на сите медиуми. Тоа е друг проблем, да. И тоа дозволува да поминат многу често и несоодветни преводи и доведува до намалување на стандардот. Но кога ги споменавте квалитетните преводи, дали доволно се вреднува трудот на преведувачот? Кај нас говорам, доколку направите, да речеме, паралела со состојбата во регионот или пак во светски рамки? И во светски регионот секојаш книжевниот превод не бил доволно финансиски исплатен, да речеме, или покриен во однос на трудот кој се вложува, искуството, знаењето. Проблемот е што не секогаш се буџетот дел, не е најголемиот дел буџетот посветен на преводот, тој е посветен повеќе на техничките аспекти на издаваштвото и тоа е дел и од некои големи проекти кои сме ги имале во минатото, како од Звездите на светска книжевност и така натаму, каде што поголемиот дел оделе кај печатниците наместо во авторскиот и во уметничкиот дел, така што на тој начин не можете да живеете само од книжевен превод, а едно од ограничувањата за кои Сдруженијето на преведувачи и толкувачи, во кој јас сум исто така член, укажува е, например, дека ако сакате конкурирате на конкурсот кај Министерство култура што го споменавме, вие може да бидете само да конкурирате само со еден превод. Што не било случај претходно? Последните години е тоа некој стандард заради, предпоставам, некои злоупотреби во минатото, но е една голема пречка за луѓе што живеат од книжевниот превод, кои се книжевни преведувачи. Колку и да е голема книга која сте превеле,
вие не можете цела година да живеете само од хонорарот. Далеко од тоа. Но дали има случаи во кои што ви било понудено да преведете одредено дело, меѓутоа сте го одбиле тоа? Да, јас можам да имам избор и за жал во минатото сум одбил токму заради тие финансиски причини. Заради тоа што Дека не бил вреднуван доволно вашиот труд, така да? Па некојаш може да кажеме потценувачката понуда за хонорат, например, на нашиот пазар знаат да понудат и за 2 до 3 евра, 150-200 денари од страница. Еве, дури интересот за хуманистиката на нашиот факултет опаѓа заради тоа што јазичните професии и наставните професии не се доволно почитувани и вреднувани. А од друга страна, нели, како што кажавме, пазарот и сега поголемиот наплив на новата технологија, на вештачката интелигенција, на новите јазични модели, кои доведоа до тоа дури на европско ниво, на светско ниво, да има иницијативи веќе самите преведувачи да се означуваат на книгите како органски преведувачи. На некој начин да се повика на читателот дека еве ова е жив преведувач и дека како и во однос на органската храна треба повеќе да се цени. Така што тоа е, сите ние се прашуваме од обичен преведувач до ниво на големите здруженија, каде ќе биде позицијата и местото на преведувачот во следните декади. Но покрај преводите од англиски на македонски јазик, вие преведувате и од македонски на англиски јазик. Станува збор за македонските автори Владимир Мартиновски, Блаже Миневски и Светлана Христова Јоцич, меѓутоа тука и ангажманот за струшките вечери на поезијата. Да. Тоа е убавината на преводот, дека се соочуваат, како што преведуваат различни автори, но и на различни јазици. И една од најважните работи е да се промовира нашата култура на другите светски јазици. На сите јазици, но англискиот како најприсутен. Јас имав тоа задоволство да ги преведам книгата Ниша на Блаже Миневски во рамките на проектот на нашето Министерство за преводот на македонските автори. И тогаш убав проект кој даде своји резултати, да речем барем во присуство на нашата книжевност на англиски јазик. Тука е Струшките вечери, каде што се промовираат нашите автори. Јас преведов и за програмата Версополис, каде што преведов автори како млади поети како Андреја Ласади и неколку други, каде што се промовираат и нашите млади поети. И сето тоа остава можност за промоција и на нашите автори не само денеска, но и во иднина. Вие предавате на катедрата за англиски јазик и книжевност, меѓу предметите кои ги предавате се следниве: теорија на преведување и толкување и англиска книжевност. Што нешто ве восхитува кај новите генерации, а што она за кое што сметате дека им недостасува кога би направиле една споредба со минатите генерации? Тоа што ме восхитува е нивната отвореност, нивната можност и отвореност, можност да истражуваат и да ги користат новите технологии, новите хоризонти кои ги имаат. Како што јас секогаш велам, јас сум дел од 20-тиот век, дете на 20-тиот век, на таа култура, на тој начин на комуникација, и ние ги немавме тие можности. Тие веднаш може да ги користат, имаат нови идеи, отворени се кон светските токови. Тоа што нив им недостасува од оваа гледна точка е фокусираното образование кој ние го добивме, каде што во рамките на тоа едно гимназиско образование, подоцна на факултете, добивавме поширока општа култура. Бевме запознаени со светската книжевност, со европската, со македонската книжевност и бевме љубопитни да истражуваме, дека моравме. Тој момент сакам да го пренесам, дека не е само дека иако се имено достап, треба да копаат, да учат и сепак се уште таа европска светска цивилизација постои и тие ќе треба во неа да творат. И се надевам дека ќе ги искористат овие нови предности кои ги имаат за да се запознаат побрзо, да истражуваат и своите таленти на тој начин во однос, дали во однос на книжевноста, дали во однос на преводот, дали во однос на сите други креативни аспекти и потенцијали кои ги имаат, да ги искажат
Значи, тоа е само еден вид на нека општа култура која ние поседувавме. А мислите дека сега недостига кај новите Не им се генерации? пренесува. Не им се пренесува на истиот начин како што Значи не можеме да ја бараме вината кај нив, туку далеко во наставните содржини претпоставувам и во пристапот на кој начин ги пренесувате тие содржини. Сите ние треба да се модернизираме, да сватиме дека светот иде напред, да ни се дадат, се разбира, можности да се унапредиме и ова е следниот период, ја верувам, каде што и универзитетот и факултетот и се разбира целото македонско општество треба да свати дека мораме да го смениме начинот на размислување и да се прилагодиме и да им даеме шанса на новите генерации да го искористат знаењето и традицијата на претходните генерации, институциите кои ги имаат, а тие да ни помогнат да влеземе успешно во 21 век и да продолжиме понатаму во иднината. Кој дело би сакале во иднина да го преведете или кој автор имате во план да го преведете? Па, би сакал, да речеме, се надам дека Џулијан Барнс ќе продолжи да твори. Тој ми е еден од милите автори, би сакал во иднина некој негово дело, а едноставно не може да планирате, секој што се отворени за следната понуда и на тој начин и ќе, мислам, ќе останеме свежи како преведувачи и како интелектуалци. Ви благодарам, Дамјановски, за интервјуто. Благодарам многу за можноста.